Мене. Јана? Да започнеме со она што секој може да гледате, односно најавата на содржините за денешното маратонско отворено студио 1. Започнуваме стандардно со извадоци, односно делови од најинтересните разговори од синокешното отворено студио 1. Исто така ќе го имаме на линковско вклучување во живо од Белград колегата Христијан Баневски, кој е тамо, односно екипата на 1 ТВ, заедно со снимателот Александар Шејкеровски и оно што е главно, можеби денеска, посетата на Владимир Путин. Секако во текот на целиот ден екипата на 1 ТВ во живо ќе ве информира за се поврзано со посетата на Путин. Исто така ќе погледнеме една сторија за хуманитарната акција која продолжува на 1 ТВ и Тинекс. Потоа секако следуваат вестите на 1 ТВ и веќе од 15 часот и 20 минути ќе погледнеме разговор кој што го правеше колегата Антонио Крстевски со професорката Елка Јачева Улчар и став на професорската фела околу официјализирањето на албанскиот јазик и законот за јазици. Секако после тоа ќе имаме разговор со колегата Дијан Андоновиќ, повторно поврзано со посетата на Путин на Србија. Веќе нешто пред 17 часот колегата Владко Чаловски ќе има гости во студиото. Главната тема ќе биде поврзана со поддршката за талентирани деца и што се е потребно во овој однос. Од 17 часот и 30 минути започнува забавниот дел со возење со Вучиќ, па секако ексклузивците и мода со Сергеј Варошлија. Веќе од 19 часот и 20 минути домаќин на вечерашното отворено студио 1 е колешката Анита Кочишки, која што ќе има разговори со Маријан Алчевски, сценарист и автор на новите сценарија за мега популарната Бушева азбука, како и од 19 часот и 45 минути гостин ќе биде Даниел Дончевски, скопјанецот кој во последниве 10 години за празникот Водици и речиси секоја година успева прв да го извади крстот од водите на Вардар. Ќе биде ова една интересна тема. Од 21 часот ќе огледате колегата Александар Чомовски и отворените линии, но и министерот Сугаревски, кој што ќе поразговараат до каде е изградбата на патот кон Охрид, но и колку провизија зимал тимот на Груевски за изградбата на овој автопат и главното прашање кое што Чомовски ќе го постави, дали е возможно кинезите да ја подмитат и оваа нова влада. Одговорите секако ќе ги даде министерот, па потоа 22 часот ќе продолжи Чомовски со отворените линии, каде што ќе имате прилика да го кажете вашиот став. 22 часот и 30 минути дневникот и потоа веќе следува Дакар. Така, да, тоа е генерално оно што секој можете да гледате. Мислам дека еве во моментов она што го најавивме во живо од Белград, Путин пристигна, гледаме делот атмосферата во продолжение, официјално пречекан со сите почести од српскиот председател Александар Вучиќ. Како што напоменав и предходно, екипата на 1 ТВ, колегата Христијан Баневски, снимателот Александар Шејкеровски, ексклузивно ве известуваат за сите најнови информации во живо од Белград. Еве во моментов ја гледаме официјалната церемонија, пречекот на Владимир Путин.
Така, еве како што гледаме, Путин веќе пристигна во Белград, а со тоа што колегата Баневски ќе го вклучиме директно од Белград некаде при завршувањето на овој блок од отвореното студио. Јас и Јана се враќаме во студиото со нешто друго. Како што Јана напомена, оние извадоци, односно делови кои што сметаме дека треба да бидат слушнати, секако ова не е целиот разговор на колегите со нивните гости, туку истите можете да ги најдете на YouTube каналот на 1tv.mk или пак и на сајтот 1tv.mk. Првото парче кое што го издвојуваме е гостувањето на вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи, кој што одговараше на неколку прашања поврзани со евроинтеграциите на Македонија. Меѓутоа, делот кој што го одвоивме е што се случува помеѓу коалиционите владини партнери за консензуален председател со оглед на тоа што председателските избори се ближат. Да видиме што кажува Османи. Добро, се враќаме со слика повторно во Белград, всушност. Да, еве се гледа официјалното, да. Ќе се вратиме подоцна. Ова е поексклузивен момент, така. Приветствовали членов делегации, сейчас направляются в Палату Сербии, где переговоры. Здесь все говорит о важности, торжественный привет, почетный караул, залпный воздух. Конечно, да, чисто? Как раз лучше, чем, понимаешь, на пустом фоне. Да, наиболее. Так, се враќаме назад во студиото. Ова се ексклузивни снимки, имавте прилика да го погледнете доаѓањето на Владимир Путин во Белград. Ќе напоменам уште еднаш, колегата Христијан Баневски ќе го вклучиме во студиото за директно да ја пренесе атмосферата за она што се случува таму. А сега одиме со она што реков, кои се ставовите на ДУИ и СДСМ, односно коалиционите партнери, за евентуалниот кандидат како консензуален председател. Докај се со консенсуалниот кандидат во разговорите со СДС? Почна ли на некој ниво? Значи, прелиминарен договор дека ќе одиме со консензуален кандидат, да, и тоа не беше тешка тема, бидејќи тоа е наша идеја 5 години. Тоа го договоривте го при формирање на коалицијата. Да, и тоа го договоривме. Меѓутоа, еве, ќе бидам искрен, намерно не отворивме темата до уставните измени, бидејќи навистина немаше енергија веќе уште една тема да решаваме покрај сите тешкоти што ги имавме во постигнување на мнозинството за изгласување на уставните измени. Меѓутоа, веќе се релаксира атмосферата, еве ова со Грција што се случува, така да веќе почнуваме да разговараме. Точно е дека Денко Малевски е ваша идеја на ДУИ? Точно е дека беше наша идеја, бидејќи беше наш предлог и со ВМРО ДПМН. Не дека имаме некакви релации со Денко Малевски, ниту јас лично никогаш не сум ни го сретнал. Меѓутоа зборувавме повеќе за профили кои што спојуваат, кои што зближуваат. Бидејќи тоа е идејата на председателот, да зближи, нема некоја извршна моќ. Туку во вакви тешки моменти
да имаат граѓаните каде да гледаат некаква точка на спојување, дали се од различна етничка заедница или од било каков општествен слој. Меѓутоа тоа не значи дека ние влегуваме со условување или ово или не прифаќаме. Меѓутоа тоа беше на некој начин профилирање на рамката, на некој начин како би требало да... Беше или уште сте во таа рамка? Се движите како ориентација? Да, не би го одбиле ако има консензус. Меѓутоа секако не би го наметнале, бидејќи сепак сме коалициони партнери и треба да видиме заеднички да изнајдеме решение. Ќе прифатите кандидат член на СДС? Не можам да прејудицирам. Идејата на консензуален кандидат е да биде над партиска личност, меѓутоа не можам да прејудицирам што може да излезе на маса. Да, тоа беше едниот дел од разговорот. Инаку да напоменам дека сепак колегата Христијан Баневски во живо со слика и тон од Белград ќе го имаме нешто подоцна после 15 часот. Согласно сите оние правила на протоколот, нема да биде во овој блок во можност да се јави, но затоа ќе го имаме малку подоцна. Секако ќе бидете со еден ТВ и ќе ги гледате најновите информации. А сега одиме на оној следен дел, кој што исто така беше интересен од авторската емисија Печат на неделата на колегата Сашо Ордановски. Со неговите гости разговара околу она што е многу важно, донесениот нов закон за антикорупција, како ќе влијае, што се ќе содржи и дали конечно ќе почнат да се регулираат работите во овој однос. Го гледаме и овој извадок. Покрај членови на секретаријатот, експертската група е битно да се спомене или исто така. Тоа беа Слагјана Тасева, Драган Малиновски и Вања Михајлова. Сите тројца бивши членови на државната комисија. Да, и тоа беше некаква идеја. Околу што се кршеа копијата. Па би рекол дека во голема мера се кршеа копијата околу интерпретации на тоа како да се приде на, да кажам, познати законски решенија, а истовремено да се прилагодат на домашните услови. Значи, како да се најде, како да се нарече тоа... Заеднички именител? Да, или да речам, она што го знаеме од туѓи закони, кои што, да речам, се релативно добри, меѓутоа, преведувањето на правото не е само преведување на членовите и на ставовите, туку и прилагодување на домашните услови. И, например, памтам дека многу долго време се помина на дефиниции за тоа кои луѓе ќе бидат опфатени и кои пракси ќе бидат опфатени и како тоа ќе се наблюдува во смисла на тоа на крајот на денот како ќе дефинираме што всушност законот треба да опфати, што треба да гледа, што треба да истражува. На крај законот обедини два закони кои што претходно постоја, тоа е законот за антикорупција и законот корупција и судирни интереси. Така, и судирни интереси, и тој сега во оваква обединета форма е на расправа во парламентот. Џабир, само уште малку затоа што се они тие кои што учествува во процесот. Суштинските промени се во што? Во составот на комисијата и начинот како се бираат луѓето? Во начинот како се бираат, не во составот. Тоа е еден од проблемите за кои што треба да зборуваме. Добро. Во финансирањето? Во финансирањето нема промени заради тоа што всушност не се обезбеди во ова законско решение финансиска независност на институцијата. Тоа е еден од проблемите кои барем граѓанскиот сектор вели дека може да биде проблем, бидејќи наводно кога некој те финансира може да врши влијание врз тебе. Но не се собра околу тоа доволно критична маса за да и тоа се промени. И во самата работна група имаше доста разговори околу тоа да се зголемат платите на самите комисионери, меѓутоа и на целиот секретаријат се зборуваше за дошта високи плати, зашто сметавме дека до некаде во ред има пари во буџетот и за да имате навистина една борба против корупцијата во една држава, треба сето тоа и да се финансира. Малце подобро од тоа што сега е, мислам дека сегашниот буџет им останува на $500.000 евра. А покрај овие разговори, гостин во централниот дневник на 1 ТВ беше и министерот за здравство Венко Филипче, кој што разговараше со колегата Борјан Јовановски
За сите прашања се уште отворени со онаа прогласена епидемија на морбили, но што е уште поважно за кампањите против и за вакцинација. Дел од прашањата еве ги сега. До кај сте со, дали имаме увид на што се должат пропустите кои направија паника, да речеме, во една известна мера или во поголема мера недоверба, ако може така кажам, на граѓаните во однос на вакцинацијата? Добро, недоверба постои заради тоа што наследивме навистина институционален хаос заради многу грешни политики имплементирани минатите 10 години. И покрај сите наши напори да сето тоа постепено го на некој начин закрепнеме, да го здравствениот систем појачаме, данокот дојде во смисла на појава на сипаници, болест која сме пред многу години од нашава земја отстраниле благодарение на добро поставениот систем на имунизација кој што се компромитираше во овие изминати години. Сега се соочуваме со еден проблем со кој што навистина не би требале да се соочуваме. Нема потреба да се враќаме назад. Меѓутоа, сме соочени со тоа и моравме да превземеме сериозни мерки. Признавате дека загриженоста на граѓаните е реално, особено по објавувањето на оние информации дека со изминат рок, па не, па погрешка се залепени некои етикети, а вакцините се всушност во ред, што предизвика реална забуна. Како што кажав, ова не донесо заклучок дека многу работи недостасуваат. Тоа што можам да го потврдам, како што и многу пати го потврдуваме во овие денови, посебно од кога е актуелна епидемијата со мали сипаници, дека сите вакцини се со добар рок, сите се од добар производител, сите се квалитетни, сите вакцини се истите тие кои што се користат во земјите на Европска унија, што се впрочем и критериумите кои што ние ги бараме од производителите, односно добавувачите тогаш кога ги распишуваме нашите постапки и го идентификуваме проблемот во погрешно залепените декларации. Представници на GlaxoSmith беа во Скопје. Кој е исходот од нивната посета? Ние ги завршиме сите официјални проверки. Заврши со увид Агенцијата за лекови Малмед, како во компанијата Македонија Лек, така и во здравствените домови ширум земјата, таму кај што беа детектирани сите овие кутии со неправилно залепени декларации. Јас лично инсистирав да дојде регионалниот директор на компанијата Глаксо за да ни потврдат дека вакцините се навистина нивни, дека е рокот тој и дека самиот производ е таков како што треба и тие тоа го направија. Имавме состанок за време на минатиот викенд, дојде регионалниот директор од канцеларијата во Белград кој што го покрива целиот овој регион и тоа за нас беше најбитно. Од своја страна и тие си покрена механизми на внатрешна контрола, но и компрометирање и за нивниот бренд, предпоставувам. Секако и нив не име сеедно, меѓутоа тоа што ние сме најзаинтересирани да го направиме, да видиме како тој пропуск можел да се случи и што ние можеме да направиме да во иднина не дозволиме да се случуваат такви пропусти. Апропо представништва на големите фармацевски компании, голем дел од нив си замина од Македонија во некаде пред 4-5 години. Зошто има ли шанси да се вратат, па можеби и нивната присутност на лице место ќе во возможи и подобра контрола на дистрибуцијата? Знаете, ова беше една година на промени, 2018 година, заради тоа што ние целосно го трансформиравме овој сектор во набавката на лекови, заради тоа што до почетокот на 2018 година се уште важност беше законот за паралелен увоз на лекови. Вие се сеќавате како се носеа лековите, дека тоа не беа воопшто оригинаторите, компаниите кои што ги произведуваат лековите. Тоа ги избрка сериозни компании. Тоа ги избрка пред многу години. И затоа ние на некој начин е ова еден период на прилагодување у кој што укажуваме дека сме спремни со законска регулатива која што во меѓувреме ја усогласивме со таа регулатива која што важи во европските земји, а да не објаснувам многу детали, да пробам да бидам концизен, се однесува на проверка на квалитетот на лековите. Ние во сегашниот закон со промената која што ја направивме ги бараме сите сертификати за квалитет на лековите, како што ги бараат земјите од Европска унија. И тоа полека ја враќа фармацевската индустрија назад во нашата земја, која што, како што кажувате, замина пред многу години. Ние искрено веруваме дека исто како и во другите земји, кај нас тие ќе ни бидат сериозен партнер. И овој
Овој блок заедно со колегата Владко Чаловски ќе го заокружиме во продолжение со историјата за новата неделна хуманитарна акција на 1ТВ и Тинекс. Овој пат во Штип семејството Стојановски доби вредносни ваучери за да им се подобри барем малку од малку животот и да им се олесни во овој однос. Деталите ги гледаме од прилогот на колешката Ива Трајковска, а со нас се гледате нешто по 15 часот. Инфаркт, диабетис и проблеми со тиреоидната жлеза. Мајката Сузана Стојановска секојдневно се бори со овие болести, кои само ја зголемуваат нејзината тешкотија. Сузана Стојановска е како многумина самохрани мајки, која се бори со болеста на нејзиниот 26 годишен син Жан, кој пати од церебрална парализа. Јас сум Сузана Стојанова, самохрана мајка на Жан, кој е 26 години и боледува од церебрална парализа. Од безбројните болки кои таа ги доживува дневно, таа не може да не ја спомне маката која ја доживува од гледувањето на Жан. Тој за жал тешко се движи и основните хигиенски потреби се во рацете на неговата мајка. Таа не може да успее секојдневно да го избања Жан, а исто така не сака да и го одзима социјалниот живот на ќерка си, која во секое време кое може е тука за својот брат. Па јас би сакала да функционирам сама, не можам. Најтешко ми паѓа кога дојде време за бањање. Тоа ми е дури да ви кажам, некој пат... Помошничка, не? Да, помошничка не би ми требала ако имам средено купатило за да функционирам со стол, што е специјален за бањање. Јас го имам стол, али не можам да функционирам. И морам јас од кревет до купатило да го носам на раци и го бањам, ќе видите после, на мало бебешко столче. Како проблем со кој се соочува, не е по нејзина вина, е памперсот кој таа не може да го дозволи. Бидејќи доколку се направи минимална грешка при негата, таа мора одново да патува од матичен лекар. Земам памперс, пошто многу се долги патеките за да стасаш до памперс. Ако се сгреши еден број, ќе те вратат пак е матична, па наваму, па натаму. И така трчеки од врата на врата, може да замислите летно време на 40-41 степен и така да се откажав. Сега взимам памперс јас сама од тие средства, се што треба нега, се што треба лекови и за мене, пошто јас имам преживеан инфаркт со два стена, шекераш, стероидна, многу работи и така да половината средства ни одат за лекови. Пред скоро време Сузана издвои момент кој најмногу и паднал тешко, кога Жан си ја повредил својата глава. За да слегне Жан од столот, се удри во печката и ја расцепи главата. Сепак благодарност голема до брзата помош кој интервенираа скоро, не префрлија догоре, не почекаа да се направи интервенцијата и па не вратија. Сузана Стојановска прати апел до граѓаните да бидат почувствителни кога ќе погледнат дете со попреченост и доколку можат на било каков начин да помогнат. Сите семејства пред кои се појави екипата на 1ТВ се согласија дека има потребен центар. Па апел никогаш да не ја тргаат главата на страна кога ќе минеме ние со децата, секогаш кога ќе можат да ни приидат, дали на скали ќе не можеме да се искачаме со инвалидни колички, да не си плукат во пазови и да не гледат со други очи. И нашите деца се исти како и другите деца. Сузана спомна дека граѓаните не се свесни за тоа како функционира нивниот дневен центар и дека единственото внимание го добиваат на 3 декември. Па на 3 декември повеќе доваѓат доле во дневниот центар, па на еден збор да се испромовираме. Разбирате, да се сликаме на тај ден со дечињата, ќе однесеме некој поклон, а не ги интересира како функционира дневниот центар во Штип. Дека имаме ние дневен центар, вред. Имаме вработени во дневниот центар. Што стварно се луѓе за пофалба во дневниот центар. Ја имам премногу доверба за јас да го доверам Жан.
Некој треба многу да се потруде да ја мојата доверба стекне за ја да го доверам Жан. Дневниот центар во Штип ја има целосна моја доверба, целосна моја поддршка, али за штета нема доволен персонал за веќе да чини. Тинекс му подари ваучери од 10.000 денари на семејството, но тоа е само почеток на неопходната помош, а останатото е во граѓаните кои сакаат да бидат хумани и да помогнат. Вечерва во ексклузив ќе гледате кој ги објави експлицитните фотографии, дали е ова маркетиншки трик и како ќе се одрази врз нејзината кариера. Ексклузивно интервју со Лилјана Станишиќ, новинарката која ја откри аферата со Јелена Карлеуша. Вие откриваме македонката која беше фатена во раните утрински часови во Истанбул со сопругот на Карлеуша Душко